Додека дел од јавноста се уште се двоуми дали чадот во угостителските објекти е традиција или здравствен ризик, за Институтот за медицина на трудот нема дилеми. Со јасна и недвосмислена порака застануваат цврсто зад предлог Законот за заштита од пушењето, оценувајќи дека целосната забрана во затворени јавни и работни простории не е казна, туку цивилизацијски минимум. Според Институтот за медицина на трудот, работниците во угостителството се меѓу најизложените и најзаборавените, и за нив пасивното пушење не е личен избор, туку секојдневна обврска. Од оваа установа велат дека науката одамна ја завршила дебатата. Не постои безбедно ниво на изложеност на тутунски чад или никотински аеросоли. Пасивното пушење е докажана причина за сериозни респираторни и кардиоваскуларни заболувања, вклучувајќи го и ракот на белите дробови, дури и кај непушачите. Наша должност како јавно здравствена установа е да обезбедиме ниту едно лице да не биде колатерална штета на туѓа навика, додека ги извршува своите професионални обврски. Од владата велат дека е предвидена средба со угостителите во однос на најавениот закон против пушењето. Заменик министерот за економија и труд Маријан Ристевски вели дека законското решение е во надлежност на Министерството за здравство, а го поздрави како чекор во насока на заштита на здравјето на луѓето. Постоечкиот закон гледаме дека и многу пати не се применува, можеби некогаш намерно или не намерно се изигрува, меѓутоа мислам дека овој закон ќе биде многу поквалитетен од претходниот, не само што ќе биде донесен новиот закон, туку и ќе имат повеќе работа сигурно инспекцијските служби кои ќе бидат надлежни да го контролираат истиот. Во нацрт Законот за заштита од пушењето, кој е објавен на електронскиот регистар ЕНР за јавна дебата, наведени се сите нови решенија или стари кои досега не се применувале. Забрана за пушење се предлага да се воведе и во простори каде има деца, односно во училишни дворови, а нема да смее да се пуши ниту во полициски станици, ниту во затвори, вклучително и ќелиите за доживотен затвор. Се воведува и простор каде е забрането пушење на влезови на објекти. Дел од академската фела пак порача дека законот е премногу ригорозен и може да предизвика штети по економијата.